Младборец, тоа беше оној најцрн период на залезот на комунизмот во Македонија, кога на вистина монополите беа многу силни во професијата и тоа беше време кога се пробива фактички првите демократски стандарди. Никола Младенов беше првата ластовичка на таа демократска пролет и тој буквално сите нас не поведе во една, ако може така да кажам, борба за повеќе слобода и демократија во оној период, кога беше многу потешко, искрено речено, отколку денес. Ние го правевме со една свест дека правиме нешто ново. Имавме огромна поддршка. Јас сум сигурен дека таа поддршка сега ќе продолжи за Фокус. Значи, проектите на Никола никогаш не биле прашање на поддршка на групи, финансиски центри, политики, власти и опозиции. Тоа било секогаш прашање на поддршка од јавноста. Ја веќе бев еден од уредниците на Нова Македонија и поемата на Млад борец можам да кажам во тој период, значи она што го работеше Никола Груевски со неколку одлични новинари и уредници, е најзначајниот историски период на Млад борец, веројатно по неговото оснивање, затоа што ги урна сите табуа на Македонија и на политичката сцена, а воопшто и табуата што беа како затворени теми во Македонија, за кои многу малку се пишуваше, а многу се зборуваше. Прв пат го видов, јас имав 17 години. Дојде во гимназијата во Прилеп, затоа што директорката забрани дистрибуција на весникот во гимназијата на Млад борец, затоа што беше таков како што беше, тоа бе сепак некои комунистички времења. И Никола дојде со уште еден човек, сега не се сеќавам кој беше, да ја расчисти работата, зашто некој му го цензурира весникот. И пред цела младинска организација на таа гимназија Мирчацев и директорката таму им одржа на таква лекција за тоа што е слобода. Што ми остави, не знам, едноставно, тој е еден луѓето кои што најмногу влијаеле во тоа да и ден денеска да зборувам само за слобода. Што таа не може да се не знаеа како да му вратат и го оставија весникот. Јас сум Млад борец, станав новинар. Уште беше комунизмот во тоа време и таму научив што е слобода, што е слободно да се мисли, слободно да се пишува. Таму ги научив заедно со Никола и со Сашо во тоа време како предводници на тој медиумски проект, што значи да се бара вистината и зад нејзе да се застане. Тоа беше предвесникот на она новото што требаше да се случи во оваа држава. За жал работите тотално се сменија, меѓутоа од тоа време Млад борец кај нас се доживуваше нешто како младина во Словенија. Тоа беше носителот практично на таа голема битка за демократија, за поинакво, поправедно, подемократско, европско семејство на луѓе кои живеат во оваа држава. Тоа нас ни ги отвори вратите. Значи, тоа што го направи Никола и тој тим, Сашо Ордановски и неколку други новинари, тоа овозможи на Нова Македонија со сите тие табуа да се бави уште поисцрпно, уште постудиозно и сериозно и да прави пелтори, например за Ченто, за сите тие работи, тогаш наши колеги новинари на многу полесен начин сега, веќе кога некој го пробива патот, успеја од тоа да направат не само пелтони, туку и добри книги. Често знаеше да не се согласува со нашето мислење, но ни дозволуваше да го кажеме јавно во Фокус, без оглед дали станува збор за лева, десна политичка опција. Тоа не го интересираше. Го интересираше новинарот да ја зборува вистината и тоа му го овозможуваше преку проектите кои што тој ги правеше.
Знам дека импактот беше голем бидејќи сето тоа се случуваше пред демократијата да се случи во Македонија и целата плејада на новинари тогаш нели беа истакнати. Ја бев помлад, но мислам дека се забележува тие пера или тие новинари кои на некој начин ќе дојдеа да се искажат малце понатаму, нели, кога дојде демократијата, после се беше јасно. Знам кога ги пишав, кога ме викаше во Фокус, кога ги пишав текстовите, кои што мене ми беа ризични, тој велеше води се само од тоа дека е вистина, ништо повеќе.